Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. На денешното мени имаме крцкав пилешки стек со корнфлекс, многу убав и вкусен сос како додаток, со топено сирење, ќе видите и кисела павлака, и ќе направиме едно обично класично пире кој идеално ќе оди со крцкавиот стек, и секако ќе направам една многу убава и вкусна салата со целер, со мет и со ореви. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова шоу, а вие гледате 4 сезони. Гледајте не затоа што веднаш почнуваме. Мојата месарница е мојата душа. Денеска што да одбереме? На денешното мени имаме крцкав пилешки стек или пилешки гради со корнфлекс. Ќе земам и малце свинско каре, ќе ви покажам и тоа како многу едноставно да го испанирате и да го испоховате со корнфлекс, затоа што навистина е многу вкусно. Сега ќе одам да одберам се што ми е потребно од зеленчук на мојата пилјарница и секако едно големо благодарам за Гурман Мес Атанасовски од населба Аеродром кај пазарчето, кој се грижи мојата месарница секогаш да е полна со разни типови на мес. Ќе направам многу интересна и вкусна салата со целер. Си земам целерче, видете ги какви листови има, со круша, со ореви и со мет, и ќе направам одлично домашно вкусно пире од компир, затоа што идеално ќе иде со крцкавото мевце, нели? Супер! Јас сум спремен, драги мои. Крцкав пилешки стек со корнфлекс и свинско каре. Исто така ќе го направам со корнфлекс, да биде крцкава, меко внатре. Многу едноставно. Многу ретко луѓето го прават ова со каре, а јас го обожавам тој начин на спремање. Пилешкото месо можеме да го исечеме на ленти, можеме да го истенчиме со чеканче за месо, можеме на многу различни начини да го направиме. Можеме да го исечеме на многу тенки ленти, па тие да ги испанираме и да ги испржиме во длабока маснотија и све да биде онака како што треба. Значи, на многу различни начини можеме да го направиме овој пат. Сега јас ќе го направам баш на ленти, меѓутоа со корнфлекс. Ќе исечеме долги ленти. Ете така. Ќе ги ставиме во чинијата. Супер, тие што се многу долги, ќе ги сечам на половина. Вака, например, која се, на половина и супер, ќе бидат сите исти. Истото ќе го направам и со свинското каре. Меѓутоа, прво ќе го исечам на половина. Сечете го на подеднакво исти ленти. Карето е многу квалитетно месо, меѓутоа не бара долга термичка обработка, затоа што ќе се исуши и нема да биде вкусно за јадење. Сега, обично пилешко со друг тип на месо не се меша, меѓутоа денеска веднаш ќе ги употребувам, така да дозволено е. Што ќе направиме? Веднаш ќе додадеме сол. Ќе додадеме малце бибер. Ова може да го спремите и неколку часа претходно или еден ден претходно и да го оставите убаво, посебно спакувано во фрижидер на температура до 4 степени. Ќе го оставам 10 минути да отстои така на страна, а за тоа време ќе почнам да го правам сосот, затоа што компирите за пирето веќе полека и тивко си се варат во длабока и солена вода. Млекото исто така го ставив на ниска температура, полека да се загрее, затоа што ќе ни треба кога ќе го правиме пирето. На 80 степени најмногу да биде е идеално
за пирето. Многу важна работа за пирето која правиме. Компирите секогаш мора да бидат многу жешки за да го прими путерот, зачините, секако и млекото и да добиеме една убава структура која ќе биде елегантна и ќе се топи во уста која ќе јадеме, нели? Ете така, сега ова ќе го оставам на страна. Сега ќе додадам путер да се растопи. За да го збогатиме сосот со вкус, во него овој пат ќе додадам ситно сецкана црвена пиперка бруноаз, што значи на многу ситни коцки, и мајчина душичка. Тие два вкуса кои ќе се спојат се навистина идеални. А за да го надополниме и тој вкус кој е идеален, ќе додадеме и едно чешне бел лук, ситно исецкан. Еве го путерот почна да се растопува, а јас веднаш ќе ги додадам ситно исецканите пиперки, тоест пиперка. Ќе ја додадам и мајчината душичка и, како што кажав, ситно исечкано едно чешне лук. Да не заборавам, веднаш сега ќе посолам. Сол и црн пипер. Значи, секогаш внимавајте со солта, затоа што во овој сос ќе додадеме и грикос сирење од нашите пријатели од Бимилк. Одлично, веќе го чувствувам мирисот на лукчето. Многу ми се допаѓа. Да видиме компирите. Оф, што се убаво сварени за мерак. Сега ќе ја истуриме водата и ќе ги оставиме многу кратко. Одлично. Ќе ги оставиме многу кратко тука. Немојте многу долго да ги пржите пиперката и мајчината душица во путерот. Дозволете само да омекне. Сега ќе ја додадам павлаката за готвење. Ќе промешам и во нејзе ќе додадам сирење, како што ви кажав, грикос. Намалете го огнот и оставете ова тивко да си се готви се до оној момент додека комплетно не се растопи сирењето. А кога ќе се растопи сирењето, ќе го трнеме на страна, неколку минути ќе го оставиме така и ќе додадеме ладна кисела павлака од Бимилк. Киселкаста, свежа, идеална за да му даде една убава структура на овој сос. И замислете, крцкаво пилешко и крцкаво свинско каре, кога ќе си макнеме во сосот, бескрајно има да уживаме. Ајде сега пирето, ќе го префрлам компирот. Шубаво е жежок. Бидејќи во водата, каде што се вареше компирот, јас додадов сол. Сега прво ќе го ставам путерот. Еве го путерот, супер. И ќе мешам додека комплетно не се растопи. Ќе му додадам и малце од млекото. Со млекото внимавајте секогаш. Додавајте малку по малку, за да не го направите пирето да биде многу кашесто. Меѓутоа, и да претерате со млекото, воопшто не е проблем. Ставете го пирето готово во едно тавче и полека на среден оган, динстајте да редуцира, да излезе вишокот на течност и на крај ќе ја добиете истата онаа густина што навистина ви е потребна. Еве, само со вилучка, малце путер и малце млеко, пирето испадна одлично. Ќе го покријам со најлонска фолија. Ова ниедно грудче нема, луѓе, толку убаво се сварили компирот и све е како што треба. Сега ќе пробам малце за сол, како што ви кажав. Му треба уште малце. И ова ми е најслаткиот дел кога работам.
одлично и на сол. Сега само да го затворам со најлонска фолија. Ете така, расширете фолијата и ставете ја скроз делот кај што имаме пире, за да не се суши. Да видиме до кај сме со сосот. О, како убаво се растопи. Има уште некое грудче од сиренцето и сето тоа треба да биде растопено. Да продолжиме со месото. Брашно, во кое што додадов малце лук во гранули. Тоа сето убаво ќе го измешам. Ќе додадеме и малце сол. Без разлика што на месото додадовме сол, и во брашното, и во јајцето ќе додадеме по малце сол, за да не биде блјутнаво вилата. Еве сега ќе го измешаме убаво и едно по едно. Прво идеме во брашно, убаво од сите страни. Потоа ќе ги ставиме во јајцето. И едно по едно, не брзаме, не го уживаме. Откако ќе ги ставиме во јајцето, ќе ги ставиме во корнфлексот. Тавчето веќе го ставив на оган, полека да се загрева, а кога ќе се загрее во него, ќе додадам длабоко масло. Одлично. И сега погледнете. Ќе исцедиме, протресете нежно и ставете во корнфлексот. Маслото е одлично загреано, баш како што треба. Прво ќе го испржиме пилешкото. Спремете си едно тањирче со бришачи за раце со хартија за да се исцедат испржените пилешки мевца. О, што убава боја добија. Одлично, погледнете. Сега полека, постепено ќе ги додавам и свинските мевца. Внимавајте, температурата на маслото треба секогаш да биде добра за идеално да се испржат. Ете така. Колку убаво мириса. Додека тие си се пржат, јас ќе го изрендам целерот за салатата и ќе го ставам во вода. Ова е ренде кој си го донесов од Кина. Погледнете каков жилиен прави. Одличен. Вака никогаш со нож не може да се исече, меѓутоа многу е оштро и треба многу да се внимава. Они се пржат, сега на свинското мевце ќе му биде малце потребно повеќе време, затоа што има по-јака структура од пилешкото. Целерот, без разлика што некој не го сака, можеби нема пробано на ваков начин, и сецкајте го ситно, ставете го во вода и додајте лимон во водата. Краставичката убаво ќе ја измиете, ќе исечете на половина и ќе со мало лажиче ќе ги извадите семките од нејзе. Да биде само месото, без семките. Ќе ги ставиме во еден сад. Ќе додадеме печени оревчиња. Земеме една круша. Крушата ќе ја исечеме. Вака ќе извадиме семките од натре и ќе исечем на парчиња. А другиот дел ќе го исечем на коцки и ќе го додадам во краставичката.
Зиркајте на кемевцето што се пржи, затоа што не смееме да го заборавиме после толку многу труд. А нели, а и сите чекаат, додека се пржи, сите огладнуваат, верувајте. Еве го, ова е готово. Ќе оставиме тука. Еве го и ова убава боја. Овие уште малце ќе ги оставиме. Ја за тоа време ќе ја доправам салатата. Целерот, што го ставивме во водата со лимон, ќе го ставам во останатите состојки, меѓутоа убаво ќе го исцедам, не смее да има вода, затоа што водата овој пат не ни е потребна. Ќе го расипе вкусот. Имаме малце свеж макдонос и листови од целер. Ќе ги исецкам многу ситно и ќе спојам све заедно. Откако све изрендавме и сецкавме, во еден сат ќе ставиме малце масло. Маслото ќе додадеме сенф со синап, ќе додадеме малце мед, и сето ова убаво ќе го измешаме и ќе го соединиме. Потоа во него ќе додадеме 2 лажици мајонез, ќе соединиме убаво. А видите каква структура добивме. И сега ќе ја додадеме киселата павлака, која ќе даде идеална свежина и киселост. Не заборава малце сол. Дадеме уште малце масло и добро ќе измешаме. Сосот не смее да биде многу густ. Убаво ќе мешаме и ќе соединиме. И нашиот сос е готов. Погледнете оваа убавина. 2 големи лажици ќе ставиме во салатата и добро ќе ја соединиме. Ми се допаѓа. Сега ќе го земам тањерот или чинијата за салата. Полека ќе ставам натре. Ќе земам 2 шери доматчиња. Ќе ги сечам на четвртина. Ќе ги додадам во салатата за мал контраст. И сега, се што треба да направам е да ставам уште малце од сосот од озгора како допуна. Ќе додадам печени оревчиња кои крцкаат кога ќе ги каснете. Многу едноставно. Ставете ги на 120 степени во рерна, полека, но 20 до 25 минути ќе дехидрираат, ќе се исушат, ќе се потпечат и ќе бидат идеални. И на крајот ќе додадам и крушка, меѓутоа не е многу за да не ја покриеме целата салата. Салатата ни е готова. Сега доаѓа моментот кога треба да го направам сосот во кој треба да додадам свежа, кисела павлака од бимилк. Вкусот на перката и на мечината душица се осеќаат. Дури се осеќа и млечниот вкус на сирењето грикос што го додадовме. Меѓутоа, сега кога ќе додадам и кисела павлака, ќе го добијам токму она што го сакам. Добро соединете. Тоа е тоа, драги мои. Сега, сосот ќе
Ќе го ставам во чинија. Испржените мевца ќе ги ставам во една чинија. Од едната страна ќе ги ставам свинските, а од другата страна ќе ги ставам пилешките. Многу едноставно, многу лесно и многу вкусно. А јас сега токму тоа и ќе направам. И на крајот, кога е све готово, во една чинија ќе го додадам и пирето. Остави во шприц. Одлично. Сега малце масло од озгора, малце мајчина душичка и едно кранче вака. Нека ни е на здравје. Тенко месо, испанирано, испржено и крцкаво, сите ние сакаме. Со убав и квалитетен млечен сос и со убаво направено домашно пире е идеална комбинација за сите, и за млади, и за стари. Едноставно, нешто кое сите го сакаме, а е толку многу лесно да се направи што само треба да посакате, да купите се што ви треба, да одите дома да спремите и вистински да уживате додека припремате, затоа што после тоа сите заедно ќе уживате во вкусот. Салатата едноставна, свежа, лесна, меѓутоа многу здрава. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова шоу, а вие гледате 4 сезони и секако посетете нашата веб продавница 4сезони.мк и одберете се што ви е потребно за да може да уживате додека готвите храната за вас и за вашите најдраги. Големо благодарам и до специјалистичката ординација по физикална медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова, која се грижи за мене секогаш да бидам во топ форма. И секако голем поздрав и до нашите пријатели од Елан Трейд и едноставно ви посакувам убава и пријатна вечер.